Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот се дружиме со Маријан Ристевски, заменик министерот за економија и труд, професор доктор Бети Тодоровска, раководител на одделот за хепатологија на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија, и Вера Милошевска-Јосифовска од Љубојна. Останете со нас до 11 часот. Добре дојдовте назад во овој дел од студиото. Се надевам дека ќе бидете со нас до самиот крај. На почетокот на емисијата кажав дека ќе имаме одлични гости со кои што ќе зборуваме за работи кои што се поврзани со нивните професии, а пред да се најавиме тука официјално, сфативме дека гостите на некој начин се поврзани едни меѓу други, но да не откривам се од сега, ќе дознаете во текот на разговорот. Денеска јас и колешката Бисера сме ваши домаќинки, и тоа добри домаќинки, Бисера, како што можам да гледам тука масата со чај, со кафе, ќе кажат гостите малку подоцна дали добро сме ги подготвиле. Добро утро и за тебе официјално. Добро утро, Милена, само за нас не направивме, за гостите направивме. Јас испив, морав од 5:15 станата, веќе второ кафе ќе пијам. Да, јас не пијам кафе, ќе ги поздравам гледачите кои што секој утро се будат со нас. Ово утро со Милена го испија првото кафе. Верувам ќе се направите и второ, бидејќи може да уживате во нашиот разговор. Спомна Милена дека се познаваат гостите меѓу себе, па верувам ќе се надврзуваат во текот на целата емисија, ќе им биде пријатно исто како да се на гости. Верувам јас дека ќе биде така. Првото кафе го испија, бога ми како траеме до 11, сигурно и второ ќе испијат Бисерче со нас. Да. И уште еднаш официјално да си ги најавиме гостите, иако во форшпанот веќе слушна и видеа. Професор доктор Бети Тодоровска е веднаш до мене од мојата десна страна, првпат во Здраво Македонија. Се зачудив како досега не сме се договориле, но мислам дека ако се поминете убаво ќе ни стане некако пракса да доаѓате во нашето студио. Добро утро уште еднаш. Добро утро, благодарам за поканата. Да, првпат ми е гостувањето во вашата телевизија и драго ми е да имаме една убава соработка и понатака. Така е. Веднаш до вас, господинот Маријан Ристевски, кој што е заменик министер за економија и труд. Вие не сте првпат кај нас, со вас се познаваме и сме пријатели уште кога бевте градоначалник, така што нашето пријателство, односно со телевизијата, трае многу подолго. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Секогаш пријатна атмосфера тука во Канал 5, во вашето студио, во вашата емисија. Поздрав до сите гледачи. Така е. И веднаш до вас Вера Љубојна. Кратко јасно. Се има две презимења, но Вера Љубојна е Вера Љубојна. Нема потреба дополнително објаснување. Магистер по фолклористика, професор по традиционално пеење, еве јас ки си Така си е. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата, на оваа убава атмосфера, со драги гости и луѓе со кои што се познаваме. И вие како добри домакинки ви благодариме за убавиот пречек утрински, зашто многу е важно утрото како ќе ти започне. Така, да, навистина е важно како ќе започне денот. Незалудно нели велат денот по утрото се познава. Има некоја вистина во сите тие изреки или поговорки кои што или многу денот по кафето се или познава. по кафето се познава, така што ете денеска, ако ништо друго, ќе имате еден поразличен ден, бидејќи докторката можеби ќе беше на своето работно место. Да, сигурно. А тука со нас исто господин Ристевски и вие. Вера, за тебе не знам точно како ти оди денот, дали ќе беше на своето работно место или така ќе беше секако на моето работно место со млади луѓе со кои што споделуваме музика уште од раните утрински часови. Во 8 ќе слушнете пијано и вежби за распевање, тоа е сигурно, а никогаш и во 7,5 часот. Па тоа е така супер. Што да, ама како почнува денот до крај со истото темпо тера, така што тоа е еден многу интересен лајфстайл. Кој што буквално не запира, само се разминуваш и се договараш што и како и што ќе се свири наредно. Да, и со нели меѓу другото и со членовите на семејството кој каде во кој правец оди, чисто еден семафор за дневни обврски. Така, во секој случај забавно. Да, никогаш не е досадно рано. Господин Ристевски, ќе продолжам со вас, бидејќи утрово имавме една тема која што е доста актуелна. Имаше неколку гледачи кои што се јавија, коментираа, испраќаа коментари, верувам дека ќе продолжат тие коментари во текот на денот. Дали ни се заканува нова енергетска криза и нов ценовен шок?
со оглед на тоа што се случува моментално во светот. Вие веќе излеговте со некои изјави, нели, од вашето министерство и вие и министерот, но ајде реално да гледаме на работите. Ке има ли нов ценовен шок? Да, реално секогаш треба да се гледа на работите. Тоа криза, војната со Иран, навистина не е погода Македонија. Македонија е мал играч во тие светски рамки, посебно во однос на нафтата и енергенсите. Меѓутоа, во овие моменти не треба паника, затоа што нема никакво влијание се уште и сметаме дека од она што го имаме како сознание, дека брзо би завршил војниот конфликт, што би било добро за сите и за целиот свет и за Македонија вклучително. Сепак ние на војна не е добра, пред се гинат многу луѓе, невини луѓе и така натаму. Она што е со нафтата, знаете дека ние сме увозна држава, ги увезуваме енергенсите и нормално е доколку оди нагоре поскапувањето на нафтата, би влијаело и на македонската економија, бидејќи нафтата е еден од главните инпути во формирањето на цената на производите, а бидејќи транспортот е поврзан со самата цена на производот, може би се очекувало некое покачување на цените, меѓутоа ние сме спремни, покажа владата дека има капацитет да се справува со вакви кризи. Советот за безбедност имаше состанок пред 2-3 дена. Се прати целокупната ситуација, се пратат светските берзи за нафта. Комисијата за енергетика исто така прати и мислам дека спремни сме да одговориме на секој предизвик, вклучувајќи го и овој предизвик. Меѓутоа да кажам, иако сме крепка економија, имаме капацитет да се справуваме со вакви кризи, меѓутоа да се надеваме и тоа е добро за сите и целиот свет да овој воен конфликт потрае пократко, да трае кратко и да заврши и да имаме промена на еден авторитативен режим во Иран. Се надевам дека народот ќе избере понатаму демократска влада, која би ја водела ова држава, која би била една од побогатите држави доколку има демократска влада, нормално. Бидејќи има многу ресурси, еден од тие ресурси са како е нафтата. Е нафтата, така. Дај Боже да заврши и да нема веќе војни и ова не е говор што се кажува на на светот, туку на вистина го мислам ова. Да, континуирано ние имаме проблем. Тука и војната во Украина, пред тоа другите војни. Да, која што трае веќе ние ова многу подрачје сме погодени многу, бидејќи не само нафтата, туку и голем број на сировини кои влегуваат бар во прехранбените производи, исто така влијае војната на тие работи, исто така промената, климатските промени, сушите, пожарите големи. Сето влијае на светските брзи на одредени цени на производи. Тука е маслото, шеќерот и други брзански производи. Така. Меѓутоа пратиме и доколку има потреби во однос на законските можности кои постојат во држава, ние ќе реагираме како влада. Така. Има уште многу теми кои што ќе ги зборуваме со вас и во однос на што завчера се случуваше на седницата, но сега доктор Тодоровска ќе се префрлам кај вас. Вие сте гастроентерохепатолог. Пред емисијата малку се пошегувавме дека тоа е еден термин заедно со оториноларинголог кој што малку потешко се кажува, но шала на страна, ова е една гранка во медицината која што е многу важна. Можете ли да ми кажете што се таа опфаќа и зашто вие кои што сте во таа гранка од медицината можете да помогнете на луѓето? Па вака, гастроентерохепатологијата навистина е гранка која што инволвира во себе повеќе органи и затоа јас велам секој граѓанин во текот на животот барем еднаш ќе има потреба од било каква консултација во однос на проблем што би го имал во тој момент. Значи, кои органи се опфатени тука? Тоа се желудникот, цревата, црниот дроб, жолчното кесе, панкреасот, слезенката, значи буквално се што се наоѓа во абдоминалната празнина. Така да опфаќаме, мислам,
покриваме навистина голем број на заболувања. Ние сите како гастроентеролози сме нормално специјалисти во таа област, меѓутоа секој понатака се насочува да работи кон нешто што повеќе го интересира. Моје поле на интерес е хепатологијата, значи јас повеќе се бавам со болестите на црниот дроб, со се она што е врзано со него и на крај трансплантацијата како една последна опција која што нуди преживување на пациентите кои што имаат терминална болест на црниот дроб, за да им се овозможи подобар живот и пред се продолжување на животот. Да, го споминавте црниот дроб, ќе позборуваме малку подоцна нели и за другите органи, и за други болести кои што може да се јават. Многу често слушам јас, не знам ќе кажете вие дали е така, дека ако некој дознае дека нешто не е во ред со црниот дроб, дека најчесто завршува лошо. Доколку има некоја болест, за разлика можеби од некои други органи каде што можеби полесно може да се третира. Сега зборам конкретно за онаа болест која што сите не сакаме да споменаме, а тоа е ракот. Дали е навистина така и што е она што треба прво да го провериме кога правиме крвна слика во однос на црниот дроб? Па не е баш така, затоа што болестите на црниот дроб имаат една динамика, еден тек. Тоа значи, ако се диагностицираат во фаза кога, например, зборуваме сега за првен за болести кои што се поврзани, например, со алкохолна консумација, болест која што е поврзана со зголемена тежина која што носи замастување на црниот дроб, болести поврзани со вирусните хепатити. Значи, тие започнуваат првин од една почетна фаза, да кажеме, фаза на хепатит, па потоа преминува во фаза кон фиброза и на крај цироза. Така. Значи, сите овие етиолошки фактори кои што доведуваат до заболување на црниот дроб, доколку ги идентификуваме на време како причинител дека биле одговорни за заболувањето кое што е детектирано во моментот, и ако се отстрани тој етиолошки фактор, се превенира понатамошно оштетување на црниот дроб. Значи, буквално зборуваме за голем дел од нив се превентибилни болести. Затоа и фокусот треба да биде насочен и кон подигнување едукативно на свесноста кај населението, да се објасни се што може да доведе до заболување на црниот дроб, рано детектирање од страна на матичните лекари во примарна здравствена заштита, за да не дојдеме во ситуација да пациент ни се јави кога веќе има една напредната црнодробна болест, а тоа е најчесто цирозата, и веќе тука зборуваме и за ризик од развој на тој карцином кој што се нарекува хепатоцелуларен карцином. Значи превенцијата исто така е многу важна, редовни прегледи. Превенцијата е исклучително важна во оваа област. Така. Ке преминеме малку на музика, Бисерче, сега, да го кажеме главниот повод денешен на Вера за гостувањето. Да, Вера ќе ни кажа за цели 25 години постоење на безвременска музика, 25 години постоење на Љубојна. На 29 март ќе го одбележите со голем јубилеен концерт во Македонска филхармонија, што може посетителите да очекуваат нешто. Вие ми навестивте во собота за гости, но верувам ќе го споделите со нашите гледачи. Добро, 1/4 Љубојна. Само 1/4, полна со еден куп настани, концерти, гостувања, турнеи. Ние дури оваа 25 годишнина најавуваме веќе неколку месеци, а последната најава за оваа годишнина беше и европската турнеја која што имавме на завршетокот на 2025-та. Така. Ова е еден убав јубилеен концерт кој што би требало да заокружи едно видување на она што е the best of Љубојна и настан во кој што Љубојна повторно има нова музика. Така. Ќе има драги гости, јас моментално подготвувам дует со Пијан Славеј и тоа ќе биде една многу интересна песна и ексклузивно ќе биде изведена и промовирана на овој концерт.
На оваа 25 годишнина сигурно дека ќе има топла атмосфера, а во моите раце верувам публиката ќе се чувствува малку разгалено, многу повеќе разиграно и како и секој пат музиката на Љубојна се случува на сцена. Во моментот кога сме сите заедно, нели публиката и ние, и тоа ја прави исто така ја движи оваа идеја за музика и тоа прави концертите секогаш да бидат единствени, да бидат различни еден од друг, запамтени, да се стане на крај да се игра. Освен тоа ќе има многу музичари гости, што значи она што со сигурност можам да го гарантираме дека ќе има изненадувања и тоа убави изненадувања. И исто така ќе бидам пресрекна и тоа е едно изненадување доколку моите помали членови и директни наследници еве застанат со нас на сцена, а има такви шанси. Во преговори ли сте за тоа? Во преговори сме, да. И како сериозни преговори. Како одат преговорите, на која страна влечат? Па што би рекол син ми кога се возиме со авион, 90% ми е страв, сега колкави се процентите, 60% до слетувањето веќе стаселе до 20%, така и ние сега во проценти. Добро, значи ќе биде интересно. Ќе биде интересно, сигурно. интересно, впечатливо, секако ќе имам убав костим, како и секогаш, ќе изгледа помпезно и таа сала и сама по себе има приказна, поготово со Љубојна во неа, мислам дека ќе биде многу убав концерт и ги поканувам сите гледачи, сите со нас во студиово, вас секако, да бидете дел од нашиот јубилеј, да го прославиме заедно, што би правеле ние без вас. Многу го кажа. И ние без вас. Музиката е терапија. Терапија, велиме дека лек за душата. Иако овде темите паралелно течат, мораме вака се да е ги спуштаме важно. па малку да ги подкрепаме. Така е, се е важно, убаво што ја споменавте и Македонска филхармонија и на крајот од емисијата ќе погледнеме токму настап од Македонска филхармонија од лани. Беше? Всушност тоа беше последниот целовечерен од овие неколку години и ова е следниот, така рековме, за следниот јубилеј, нели? Имаше период кога беше пред Нова година, па по таа период кога тоа беше соработка со Македонската филхармонија и маестро Џија Немин. И наредно да биде некој јубилеј, нели, значаен, еве како овој кој што се наближи побргу отколку што. Да, браво. 25 години не е воопшто малку во било која работа, особено кога ќе си ги разгледуваш материјалите дома или видеата или нешто кога треба да споделиш со некого и сваќаш, тогаш станува свесен, затоа што твојата креативност, твојата идеја, она што го бара сцената од тебе, музиката, публиката, те тера да се движи само напред. И ти мораш бргу да размислуваш што понатаму, затоа што 25 години значи одржување активно, постојано на сцена. Едно е да успееш, а друго е да се одржиш постојано во една активна состојба и континуитетот е доста важен. Тоа е тоа што те влече напред, но кога ќе подзастанеш и се свртиш наназад, тоа се тие 25 години кои што се одлична бројка, дај Боже уште најмалку толку. Господин Ристевски, ги споменавме со Вера преговорите и вие преговарате? Последно време, завчер имаше една седница. Полесни се нивните преговори, многу подобри од нашите преговори. Секој со своја тежина, но да се навратиме на она што се случуваше завчера и околу минималната плата, она која што треба во април да се земе за март, имаше одредени забелешки. Се спомена минимална плата од 600 евра, јас не знам. Вие ќе кажете дали е реално дека може навистина да биде толку зголемена, дали имаше простор да се најдете на средина со синдикатите, например да земеме, да речеме 500 евра. Немаше ли да биде пореално ако ја кажевте таа сума, бидејќи 600 евра, дај Боже да биде, ама мене тоа стварно искрено лично не ми е верно дека може да биде кај нас во овој момент. Па секој реално кој размислува, мислам дека и не му е верно, меѓутоа видете секогаш треба интенцијата да биде за повисоки плати и подигнување на животниот стандард. И барањето на синдикатите е во многу случаи оправдано, бидејќи тоа му е целта да се борат за
работниците и работничките права, меѓутоа секогаш тоа треба да биде на една реална основа, дека треба да се грижиме и за државата, да не направиме па тектонски пореметување во целокупниот економски систем на државата, бидејќи таа ни е заедничка, фактички и синдикатите и работодавачите и владата кои влегуваат во тој трипартитен систем на економско-социјалниот совет, главна грижа треба да ни биде опстанокот на државата и едни предвидливи развојни политики за понатаму, со што и постепено би се потигнувал животниот стандард и платите. Видете, 600 евра не е реално барање. Од кај го извада тоа 600 евра, бидејќи некако само еден од тие синдикати, бидејќи имаме повеќе синдикати во Македонија, станува збор за ССМ, а имаме веќе два репрезентативни синдикати во тој економско-социјален совет, не се само ССМ, како ексклузивно право да ги застапуваат работниците, него тоа право ги имат и Конфедерацијата на слободни синдикати, односно КСС. Тоа е барање само од еден од тие синдикати. Видете, тој исти синдикат кој бара сега 600 евра, потпишал некоја формула за зголемување на минималната плата и секогаш памфлет му е минималната плата. Слушаме 2 години минимална плата од нивните усти. Меѓутоа, тие тоа го направиле со некоја претходна влада, со работодавачите и тие заеднички се сложили и таа формула и ден денес ја практикуваме. Таа формула е внесена во закон за минимална плата. Со таа формула веќе имаме порамнување на минималната плата 1600 и нешто денари. Во текот на овој месец од април ќе се 1667. Па да, околу 1700 денари. Така да тоа порамнување ќе се пресметува од април за претходниот месец и тоа е во ред бидејќи е направено на два параметри, просечната земена плата од претходната година и степенот на инфлација од претходната година. Меѓутоа тука изостанува продуктивноста што е еден од битните елементи за пресметување на плата и зголемување на плата понатаму. Меѓутоа, пред да се бараат вакви паушални барања, треба да се одговори, бидејќи ние сме кревка економија, преку 90% нашата економија се микро, мали и средни предпријатија кои едвај обстојуваат и после вакви кризи кои во континуитет ги имаме во овој дел на Балканот и во нашата држава, продуцирани од надвор нормално, и треба да се одговорат на прашањето колку тие фирми били затвориле, колку од трудоинтензивните дејности, како што е текстилната индустрија, кошарската индустрија, кои исто така едвај преживуваат, колку би отпуштиле вработени, колку нашите компании кои произведуваат, доколку се зголемат трошоците за не само минимална плата, тоа понатаму треба да се зголемат и сите други плати, ќе можат тоа да го издржат или ако го издржат тоа, колку ќе вкалкулираат пак во цената на производот што го продават. Тоа мора негде да биде вкалкулирано. Тогаш ние ќе треба да купуваме со повисоки плати и повисоки цени на производите во маркетите. Дали тоа ќе биде причина да направи инфлаторна спирала, понатаму да се зголемува инфлацијата, со тоа да се намалува животниот стандард и куповната моќ на граѓаните, тоа се поголеми анализи, меѓутоа нема такви анализи направено, едноставно се лицитира со бројки 450 па 500 евра, па дојдовме до 600 евра. И еве сега да споменам дека вчера од разговор со работодавачите, завчера односно, кога беше економско-социјалниот совет, тој истиот синдикат кој бара повисока плата не остана до крај на економско-социјалниот совет, него направи театар излезе за да предизвика нормално јавен интерес, да политика едноставно, тоа би го нарекол политика, тие беа спремни и да разговарат за повисока плата. Колку, што, како, тие треба да се договорат, бидејќи владата си ја реши домашната задача. Ние имаме од 710.000 вработени по статистика во Македонија, 100.000 вработени работодавач му е владата во јавните институции. Јавните институции со потпишување на колективните договори, ние веќе ги имаме решено проблемот со минималната плата и зголемувањето на сите плати, така да имаме зголемување во здравството на платите, во образованието, армијата, полицијата, останатите 11.000 последно со УПОС, кој е дел од тој синдикат потпиша, имаше и премиерот, имаше исто така
заедничка пресконференција и со САДУ, другиот синдикат кој што ги застапуваат пак административните работници и јавниот сектор. И веќе е тука затворен проблемот. Значи 40% ќе следиме, тогаш ќе видиме значи, како ќе се останува тие да се договорат со работодавачите. Ако тие договорат за останатите 600.000 врз основа на придонесите кои се плаќаат потоа на поголема плата, кои влегуваат во буџетот, ние комплетно можеме да ги покриеме и тие зголемувања во администрација. Но меѓутоа, сепак е договор помеѓу приватниот сектор и синдикатите. Ако и тој синдикат, ако тоа го направат, ние сме транспарентни, го прифаќаме и продолжуваме пресвентување на поголема плата. И да не се разбереме погрешно, ова влада не е за поголема плата, нас интенција ни е зголемување на стандардот и повисока плата, меѓутоа да биде на реална основа, да не направиме тектонски пореметувања од кои понатаму тешко се излегува. Нешто друго, некој друг проблем да произлезе. Апсолутно. Докторке, и вие со голем број на луѓе се сретнувате во текот на денот, во изминатите многу години колку што трае вашата кариера. Верувам дека сте се сретнале со многу животни приказни. Со какви најчести проблеми доаѓаат кај вас? Еве зборувавме за црниот дроб, но што е она друго што може да се спомене од вашата област како еден од најчестите проблеми кај пациентите? Па сега, тоа е малце општо прашање, значи најразлични приказни среќаваме, најразлични судбини, кај секој, мислам, не можам да кажам дека една болест или еден ентитет е по застапен и по тежок во однос на диагностика и третман во однос на другите, така да тоа е навистина индивидуално, значи имаме болести од секаков тип, имаме болести кои што се врзани со црниот дроб, болести кои што се врзани со цревата. Така. Најповеќе еве сега во последно време и воспалителни цревни заболувања, кај што се зголемува и бројот на новооткриени пациенти и потреба од терапија. Така да буквално се среќаваме со секакви пациенти, да. Дали навремено може да се диагностицира кај нас некои луѓе како некогаш да губат довербата тука кај нас па заменуваат некаде во странство, а јас верувам дека имаме одлични доктори. Каква е диагностиката тука, какви се третманите, имаме ли добри услови? Па да, јас мислам дека условите во однос на диагностика се добри. Значи, најголемиот дел од испитувањата кои што се потребни за да се заокружи една диагноза, ние можеме да ги направиме во нашата земја. Така. Секогаш во медицината има нешто ново. Се откриваат значи нови методи на диагностика, таа си оди напред, меѓутоа ние генерално ги следиме тие трендови и во најголем процент, може би тоа не е 100%, меѓутоа во најголем процент од случаевите ние диагностиката можеме да ја направиме во нашата земја. Во однос на третманот, дали имаме тука се што е потребно и во лекови? Па да, и со третманот мислам дека сме на добар пат. Ние сепак секоја институција си ги следи и европските и светските препораки во однос на терапија. Ние се придржуваме кон нив и настојуваме да поголем дел од терапијата се овозможи тука. Секогаш има нешто што може да биде подобро. Значи, имаме состојба кога порано еден тип на терапија бил како прволиниски третман препорачан за, например, за хепатитот Б. Веќе години наназад е друга терапија. Таа се уште можеби не е ставена на позитивна листа, се прават преговори во тој дел, меѓутоа настојуваме да на некаков начин сепак пациентите стасаат до тој тип на терапија. Битно се следат работите, како што кажавте, ако некој лек некогаш помагал, можеби сега не толку, дошол нов, го заменил, за да не мора, нели, немаат сите можност да заминат во странство, нели? Апсолутно. И не треба да заминат. Мислам,
желбата на сите нас е ние се што има и надвор од нашата земја да можеме да им го обезбедиме тука на пациентите. Сега може да се случи да има да се работи за нешто што е поретка болест, да не ја има во голем број кај нас, па тогаш меѓутоа и тука се прават вистински напори за да се обезбеди терапија и секој пациент да има достап до таа терапија. Така. Мислам дека е време за реклами, некако брзо ни помина овој дел, околу тоа што вие го работите, околу проектите на Министерството и целата работа на Љубојна, ќе продолжиме да зборуваме, но најпрво да ги погледнеме рекламите и да се освежиме со уште нешто тука во студиото, доколку сакаат нашите гости.